Последниве години човештвото доживеа огромен технолошки напредок. Достигнувањата во областа на науката и технологијата ги направија нашите животи полесни и повеќе возбудливи. Но отпадот кој го оставаме зад себе е ужасен. Загадувачи од секаков вид, хемиски, нуклеарни и електронски отпад, секојдневно ја уништуваат животната средина. Имено, деновиве сме сведоци на се почеста појава на магла и загаденост на воздухот. За жал, во овие градови се вклучуваат и Штип и Кочани. Значи, малку необично за Штип и Штипско. Обично, Штип е познат по ветерот. Меѓутоа, сега овој период има едно мирување на воздухот, што значи збир од нечистоти кои се собират во воздухот. Може да кажам, дури и Штипе и планинските места се позаштитени, додека Скопје е за жалење, бидејќи тука се и топланите, тука е изголемената концентрација на возила, издувните гасови, а нема раздвиженост на воздухот, така да сето тоа се кумулира и страшно многу се одразува на здравието. Штетните честички во воздухот, освен на децата и хронично болните, влијаат и на здравите лица, при тоа предизвикувајќи респираторни заболувања. Посебно детската популација, морам да ја напоменам, бидејќи дечињата се нежни, тоа белодробие е чисто и многу брзо се загадува и се јавуваат несакани ефекти. Меѓутоа има од возрастната категорија, значи стари хронични болесници, пациенти кои боледуваат од хронични бронхити, пациенти со спастични бронхити, со астма, за нив е уште полошо. Лекарите препорачуваат да се избегнува непотребно движење кога има магла, поголема консумација на овошји и зеленчук и топли напитоци, за зајакнување на имунитетот, бидејќи никој не е имун на ова загадување на воздухот.